Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание, последно за ова година 2016 на контактната емисија Очи во очи. Денеска го заокружуваме кругот на сите емисии во оваа 2016 во која што ние како телевизија, во која што ние како емисија направивме и промени, дали се тоа физички промени од страна на студиото и на тоа каде се наоѓаме како телевизија, но исто така и уредувачки промени кон подобро и начин на создавање програма која што ги задоволува потребите на граѓаните и на нашите гледачи. Што се однесува до промените во општеството, за нив сме зборувале во текот на сите изминати емисии. Сме зборувале од многу аспекти, сме ги опфаќале сите нешта кои што се потребни за да бидат аларм во ова општество, каде што граѓаните си ги искажуваат своите мислења, ги даваат своите ставови, а веќе стигнавме и до степен каде што и ги вкрстуваат своите размисли по однов на општествените случувања и негодувања. И токму кога сме кај негодувањата, баш пратениците кои што се дел од новиот парламентарен состав на Република Македонија, оние за кои многу пати се зборувало и многу пати сме разменувале зборови, денеска со негодување ја започна првата собраниска конститутивната седница на парламентот. Одиме со издвоените изјави на оние кои се обратија во салата, а потоа ќе се вратиме во студиото. Сметаме дека господинот Велјановски во овој момент не треба да председава со седницата конститутивна во собранието, заради тоа што и парламентарната пракса и деловничките одредби говорат дека најстариот пратеник во собранието на Република Македонија, највозрастниот по години, треба да председава со конститутивната седница. Се повикувате на членот 9, ставот 2, врз основа на тој член, дека имате право да председавате, меѓутоа не го читате ставот 1, во кој што се укажува дека доколку поранешниот председател не ја свика седницата, ја свикува највозрастниот пратеник во собранието на Република Македонија и тој председава со таа седница која што ја свикува. Дополнително како аргумент ќе ви понудам. Се повикувате на промена на деловникот на собранието на Република Македонија. Промената не е направена во 2008 година, значи ниту во 2011, ниту во 2014 година. Благодарам. Благодарам, господине Оливер. Вчера разговараме на работа средба. Има секако разлика измеѓу праксата и деловникот и ја мислам дека деловникот преовладува во примената. И така треба да го прави. Сум загрижен што денес во Народното собрание се станува пратеник и некој кој што од Хашкиот суд беше осуден за злосторство кон албанските цивили во 2001 година. Навистина жалам, иако е сосема случајно што тие не беа мои соселени од селото Љуботен, сепак апелирам до ова собрание да не го верификува мандатот на овој пратеник. Благодарам. Прво, би сакал да потенцирам дека изборната кампања заврши. Тоа беше период во кој што можеше, можеби до некаде, да се даваат квалификации политички едни спрема други, спрема трети, спрема пети, без разлика. Мислам дека Собранието на Република Македонија има одговорност пред сите граѓани и затоа е собрание, односно ги представува сите граѓани во оваа држава, да работи конструктивно и пратениците да работат конструктивно и да се научат да разговараат помеѓу себе и да ги наоѓаат работите кои што ги поврзуваат, а не оние кои што не ги поврзуваат, заради тоа што ако направиме список кој на кого не му се допаѓа во собрание, веројатно тој список ќе биде многу долг и ќе ни треба денови и денови за да го разработиме и да го објасниме. Така, тоа беа првите вкрстени изјави кои што ги има народните избраници при конститутивната седница, потоа затездаваше комисијата за верификација на мандатите, а понатаму останува да се следи работата на собранието. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате да разговараме токму за она што е испишано на екранот. Новиот парламентарен состав со негодување го започна мандатот. Одиме со јавувањата. Добар ден. Добар ден, огне поздрав од тетка Лоза. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам.
Не ми се допадна тоа што Оливер Спасовски реагираше и со право реагираше. Ова е прв пат парламентот да го води пак Трајко Велјановски. До кога тој Трајко? Не може, најстариот член требаше да го води собранието, а не Трајко не може да го одлепиме од столот, А да не е залепен за стол, па не може да стане. Срамота. После тоа со право се јави и овој пратеникот од Беса. Точно е дека Тарчуловски лежеше во затвор, сега пратеник ке крои судбина на луѓето тука. Него нека. Уште малку и ке седат од левата страна. А од десната страна се знае кој. Ова више се претера, значи парламентот го направија збирштина, така викат Кумановчани. Така. Ви благодарам и ви посакувам се најубаво во новата година. Благодарам. Добро здравје, насмејани и весели. Животот доаѓа. Ви благодарам. Поздрав и до вас и јас вам ви посакувам среќни празници. Што се однесува до учеството на Јохан Трчуловски како пратеник во Народното собрание, изводок од членот 7 од изборниот законник, став 3 вели вака: кандидат за пратеник, член на совет и градоначалник не може да биде лице кое е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над 6 месеци, чие издржување се уште не е започнато, и се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело. Не се опфатени тука случаи кога казната е веќе издржана, кога долгот кон правото и општеството е платен. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Одавна не сме се слушнали. Прво да ви честитам за сите оние признанија што ги добивте. Благодарам многу, да ви се враќа за убаво. Па потоа да ви ги честитам за новата година и празниците кои што доаѓаат, сретни и весели. Јас сум многу сретна со вашата телевизија, затоа што навистина ги давате вистинските теми кои што го тишти овој народ на Македонија. На држава на Македонија. Благодарам. Сега ова денеска што е конституирањето на на парламентот или парламентарната седница не е важно како. Добро. Веќе видено е, затоа што се уште не знаеме кој ќе ја формира владата. А ВМРО се однесува како вистина имаат повеќе пратеници. Навистина имаат повеќе пратеници. Меѓутоа нема доволно да формираат влада. И они се однесуваат како е веќе и владата да ја формирали и сите тие, значи си продолжуваат по старото. Господ нека ни е на помош во 2017 година. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добро вечер. Повелете. Видете вака. Трајко Велјановски ги прекрши сите закони. Јас сум бил председавател на Совет на општина Зеница. Добро. Јас ги знам, законите 3 пати сум бил поред, едно по друго, 3 мандати. Точно ги знам законите како се работат. Тоа се исто, а во општина, а во парламент, законите се исти. Не смееше Трајко Велјановски да го дозволи. Усвари, он сам така да си го дозволи, затоа што се знае што следи после таа работа. И лично јас овие избори ги прогласувам за нелегитимни, затоа што пак има лажирање тука, пак има све, еве сега се врши врз парламентот. Се врши врз специјалното јавно обвинителство, насилство. Се врши насилство врз судството. Јас сум го кажал уште 1997 дека судството е најголем проблем у Република Македонија и еве се докажа дека е тоа така. И ова што се случува сега на штета на цел народ. Јас оваа година што доаѓа, ќе прогласам за можда најлошата година во постоењето на Република Македонија. Не од сегашна, од кога се осамостои, туку од
1944 одасном. Така. Мислите дека Од сека тоа ова ќе ќе се прогласам пролонгира јас. и ќе се продлабочи како криза? Да. И најдлабоката криза сега следи, пошто Македонија влегува во најголемата економска и политичка криза, а тоа ќе биде 2017 година, благодарение на овие луѓе што се сега на листи што беа ставени. Гласаме ние криминалци, обвинети за ваков криминал, за таков, за не знам каков, уште нешто што има. Уствари, ние не извршиме гласање, ние им даваме согласност да бидат криминалци. Па тоа го нема никаде у светот. И затоа јас ја прогласувам оваа година за најлошата година на постоењето на Република Македонија. Јас како македонец, како да кажам, па стварно ми е понижување мене ова. Така. За да не можам да живеам слободно у мојата куќа, у мојот дом. Како може да има живот за некого во Македонија, а за некого да нема? Тоа нека го објасни Груевски со тајпата негова начело. Ама јас го знам тоа, мене не ми треба објаснување од него, затоа што е за мене он тој неписмен човек. Тоа би било И се. тајпата негова. Пријатно. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Следна линија, повелете, добар ден. Добар ден, колега. Поздрав до вас, повелете, погласно држијата, повелете. Фала, ми го познаш гласот. Поздрав до сите и Так. среќна нова 17 година. Благодариме и вам исто. Фала. И до сите слушате. Па и добро и слушатели, некои може би само слушаат. Так. А нема слика. Да, не може би Слушај. се готват по дома, се подготвуваат за новата година, па само слушаат. Така. Повелете. Вака, јас сум секогаш краток и јасен. Така е. Од кога зборам, на сите. Прво бомбите, после требаше да има избори. Вака нема да има ни влада, ни собрание, ни ништо. Најдобро ќе беше шарената револуција да се претвореше во вистинска револуција и со полицијата да влезе. А сега уште подобро е, по мое, да ја преземи власта војската една година, како во Чекословачка заборев која беше и во Маđarска и беше 56-та, мислам. Добро. Така. Значи и после да има избори. Оти овие ќе се прекидат 100%, нема да има. А што ќе биде? Не знам, без влада, како... Има држави без влада многу време, ама како ќе биде? Не знам што ќе биде. Стварно не знам, Огнен, што да кажам. Поздрав до сите од Пепи. Поздрави до вас. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Дали има некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Да, Огнен. Поздрав до вас. Андреја Кимовски на телефон. Поздрав до вас, Андреја, повелете. Вака, за овој парламентов денеска што го гледав, странно и жално. Особи кои ги слушавме по телефонски разговори, кои вршија тешки криминални дела, и истите тие сега се влезени тука на тие столици од не знам колку илјади евра, седат да знаат столиците да зборат, ке им побегнат од под газовите. Мене не ми е јасно како тие луѓе, се што слушаме под тие бомби, шамари, рушени објекти со тоа динамити, тоа злодела на човечанството, и истите тие држеа кампања бара доверба од народот. Дали се тие свесни, дали ти имаат грам мозок, да е психа во нивната глава, или треба да одат на психијатар, некој да им даде диагноза. Се знае да е од било која држава. Тие убо им кажа овој од Холандија, како си каже тој со точако што го возеше бициклот. Никола Димитров не? Не, од Холандија. Питер Ван Хауте? Питер Ван Хауте. Добро. Убаво им кажа, ова да беше, вика, у европска држава, вика, си такива апсана. Што викаат турците, сургун во Анадол. Па до кога вака, бе? Ја немам коментар, ја гледам и се чудим. Заеб не чинел, овој чинел. Како чинел, 10-15 години го оплячка народот. Не знае колку пари има. А барем заеб знаеме сите дека
ко дете работел на ниви, со мотика, работел, стварал, стекнал нешто, имал фирма, си заработил човекот на поштен начин со под. А овие криминалци со крадење, легитимно и тоа крадење. Секој едно нешто кога се гради од држава, да секој знае дека тука се крадат пари. Ако кошта 1 милион евра, они ќе пишат кошта 2 милиони. 1 милион во джеп, 1 милион направено и волкот сит и овците на број. Овдека треба се отвори една емисија да отворите, тука да пуштиш огнен за судството. Значи, тука судството е криво. Треба да апсат. Како во Турција. Полицајците до животен затвор. Ки ставале да што направиле пучка. Тука има суди многу добри, а има многу лоши. Тие добрите се многу малку на прст да ги изброиш. 5 во Македонија. Так. Еден има во Тетово. Зоран се вика, тој работи во Гостивар. Кој сите дела реално ги реализираше кога има ситуација и на апелација он ќе ги разведеше и правилно ќе одлучеше. Тука чуда правеа во Тетово. Се што може да ти направат. Може да измислат огнен има рогови и судите го зашто огнен има рогови. Има рогови тика. И ела ти докажи дали има огнен рогови или нема. Пример, извини што те федо за пример. Значи овдека државата треба некој од надвор да дојде да седне и да ни ја среди. Ние сами не можеме. Добро. Андреја, ви благодарам. Огнен од мене. Благодарам. Поздрав, пријатна вечер и среќни новогодишни празници. Среќни празници вам, Андреја, и со лесно во 2017-тата. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Добро вечер. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Овде со почит од вас, од ваша телевизија. Видите, Мастер Гор и во својот роман Мајка. Добро. Започна со зборовите човек укорно звучи. Јасови е. А Жан Русо е бил француски филозоф. Добро. Вели homo hominis e lupus. Lupus est. Човек е волк. Так. Тоа се случува и нас, Господине, во ова време, во ова немаштина, во ова со се оно селено наоколу и везам до аде ке оди ова влада и овој народ. Колку мајки стануваат, сабале ги бараат своите деца да ги носат кафе, а тие веќе се заминати со водени во стравство пред. Там една мајка сака се го види детето во собата, каде се спие. А тоа дете го нема. Заминено и налеко се врати на си бара бубо чихо, бидејќи ова влада, ова корумпиран председник, премиер Никола, не дотера до таа граница да не знам, нема зборови со кои можам да објаснам ова. Так. Никако парламент не сасува, не сасува во ова бедна Македонија. На одарам на пажа, на внимание, биле позадени среќни празници, најголо стојало Куманово, биле да говорим. Ви благодарам многу за јавувањето од Куманово, поздрав до таму и јас вам ви посакувам среќни празници. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Убав вечер. И вам исто, повелете. Почитувани наши македонци патриоти комити, што доживеавме овој момент во новиот состав, кога нашиот бранител Јован Тачуловски, како невино јагнат и во Хааг, се одлежа затвор. И мало беше подценет што после на кандидатската листа беше послан при барем, уште ова му дојде оценување од пратеникот од Бесот, кај беше. Од Беса. Бил затворен. За Кирија Ибрахими. Да, Бекире. Али тоа, ја да мисля да бев таму, не знам што ќе сторив, може ти ќе пркнеше срцето и ќе спукнеше, не знам како. Замислите, сето тоа благодарение на господинот Груевски, што требеше, тие што требеа, место да седат тука и да бидат министри, да бидат во Хааг и уште да лежат, и да бидат тие повикувани и смејувани да не седат тука. Нажалост, сега еден повик дојде по еден невин човек кој си ја бранеше државата како бранител од тие што напаѓале седат и влатно ни фали, али сето благодарение на Груевски,
Затоа самите, тие си знаат, груевски тие главните што набрани онекво напаѓачите на земјата, тие знаат кои им се нивните цени, што така се штитат, како што викат еден оченто, а пашите, мангупите, ајдуците. Поздрав Македонија, светете се, сите македонци лојални на држава. Фала пријатно. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Видете, овдека нешто се случуваат, ама луѓето како да не го приметуваат. Добро. Президентскиот договор се крчка, овие одат во Албанија, а овдека во Македонија се спие. По мене, сите што беа огрешени, што се осумничени, осудени, да се исчистат од парламентот. По мене, како што мири се работава, како што албанците се договараат надвор од државава наша, треба и во Македонија да се сплотат и СДС и ВМРО да направат коалиција, да направат влада. Иначе, до нигде крајот не ни чини. Зошто го викам тоа? Албанците само барат, а ништо не дават. Еве пример. Знаме им дадовме, така? Дали некој го видел македонското знаме, Тетово, Гостивар и така натаму? Го има ли македонското? Постои ли Македонија тамо? Знаат ли овие што водат власта, тие што, на што алудираат, што размислуваат? Секој ден со мотиката само копаат на кај нив и само барат. Сега се договараат, сите работи што ќе ги барат или не влагат у влада, ќе прават проблеми. А нашиве се заспани, се караат меѓу себе. И то било проклетието што го зборувам стално јас. ВМРО како постои меѓу себе се толчат, се јадат. Сабајле пак ги слушам, да не можам да ги гледам, ама пуштам телевизорот. Како од една страна македонци, од друга страна македонци се тепат, овие се гледат другите држави кои цепеле 2015 година, да речам за Првата светска војна, кај биле македонците да се обединат да ја направат Македонија, ама меѓу себе се тепале како сега и денеска што го прават. Меѓу себе се тепат, а овие да си го товарат товарот, полека си лазат. Ја не знам дали има некој грамотен човек, писмен човек да застане, чекај луѓе ке одиме ние, дај да седниме држава правиме или што правиме. Кој грешил, треба подкитно да седни на обвинителна клупа, а не да го толеранција да му правиме, овој бил тој, онај бил овај. Нема. Сега од парламентот треба да си чиста тие. Не може то така да оди. Се одиме назад и назад и назад. Ова нема да биде вака нарно. Дали ми е јасно, президентскиот договор тие го спроведуваат, овие овдека свадба прават, оровијат. Како дечишта собрани, како може некој посалам човек излези тамо да ги поведи малу? Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, добро вечер. Добар ден, добро вечер, повелете. Благодарам. Па вака сега, ова е убаво да речеме дека новиот парламент ќе почне да живее, да работи. Но ми се чини дека овој парламент нема ни да работи, нема ни да заживее. Затоа што прво нема услови да може да се воспостави тоа парламентарно множество. Но во тоа парламентарно множество, и ако се створи, се рачуна кој би можело сега во овој момент, пошто се со два пратеника повеќе, меѓутоа, сите тие тамо што се пратеници во тоа мнозинство, кога би се извадила листата и кога би се разгледале нивната историја, историјат, кој се, што се и со какво петигре, со каква позадина се, за кој што ги слушаме најцрните работи, најлошите работи. И ја не знам со која свест, се тие луѓе на некој прво сами себе да се укорат, да не влезат во таа листа. А одека треба тие истите да не водат, кои што државата ја доведоа до питачки стап. Сега ние треба да аплаудираме, да кажеме добри се, ќе не водат онака како што треба. Тие досега не изведоа на прав пат, повеќе од повеќе од половина од оние буџетите во сите години што ги носеа, ги однесоа на друга страна каде што на нив им одговара. Ја не знам што има останато уште да може да се вложи во оваа држава, да може, овој јаден народ да види нешто позитивно
што ќе му користи на народ. Ја мислам, нема место тука, нема ништо позитивно да можам да кажам. А најпаметно ќе биде, значи, во 3, да се направи некој начин импичмент и против председателот на државата, со истиот куршум, што се вика, да се спојат парламентарни, председателски и за општиниве и локалните. Локалните избори, значи барем тука да уштедиме во материјални трошкови, значи со едно гласање да избереме одеднаш наново парламент, каде што стварно народот ќе се преиспита за она што го направил до сега во овој момент и ќе се изберат најправедно, значи пратеници кои ќе не водат вистински и ќе не изведат на прав пат. Само на овој начин моје мислење ова. Значи да се направи тоа и ќе биде добро. На крај само можам да ве поздравам вас лично, вашата телевизија, на гледачите и сите останати жители на нашата убава Македонија. Поздрав! Поздрав и до вас од нас и ви благодарам за јавувањето. Ништо ново нема да видиме и од новиот состав на парламентот, вели Тони на фан страницата на Мој термин. Старонова слика, не се виновни политичарите за оваа состојба во која сме. Народот си е виновен. Политичарите се како печурките, кога ќе најдат добро на ѓубрена почва, успешно ќе си живеат како паразити. Ви посакувам среќна и успешна нова година, на вас Огнен и на цела ваша екипа. Благодариме, Тони, поздрав и до вас од нас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Горан Царизак, Кирпичево. Поздрав до вас, Горанче. Да, само намалете го тонот на телевизорот и зборувајте. Новогодишни празници, божични. Благодарам. Евака сега. За мене... Добро. Како прво, овај парламентарен состав за мене не е легитимен, затоа што опозицијата ги доби нелегитимно гласовите, не освојато членство, него ги доби гласовите од албанците и најголеми губитници, мило ми е што се губитници баш албанците. И затоа јас мислам дека најверојатно во март, април ќе се одржат, кој што рековте, и локални и парламентарни избори, па тога се надевам дека ќе биде сликата појасна, затоа што албанците нема да гласат више за наши партии, македонски мислам, него ќе се гласат тие за нивните политички партии. И према тоа сликата ќе биде тогаш многу појасна и кој и што е. Дали е криминалец некој, било од СДС, дали е некој криминалец од ВМРО, тоа има судот, ќе се одлучи судот кој се криминалец и како се. Сега ние слушателите некого да обвинуваме овој криминалец оној, мислам дека не е убаво. Има суд, нека појде нас и ќе си каже судот кој е виновен, како е, кој направи штета за држава. Затоа не сакам да критикувам ни други, а сум член и симпатизер на ВМРО ДПМН, али не сакам затоа ни ВМРО да кривам ни од СДС. Добро. Нека има нови избори, нека се одличи македонскиот народ. Дали е за Македонија, али не е. Предходниот слушател многу го подржувал што рече. Кога може албанските партии додат во Албанија, на состаноци да некој диригира тамо и пишува какви сценарија да прават овде, па тогаш можеме и ние, тука ни е личноста на годината Владимир Путин, па еден договор со него, па да видиме како е што е, не ни треба нас ни Европска унија, не ни треба ни НАТО. Зошто би Европска унија го знае ми тамо веќе што се дешава во Европска унија? Тоа би било само паметно раководство да се води држава. Не ми треба ни Европска унија, ни НАТО. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден во Кичево. Лилјана на фан страницата на Мој термин вели: албанците ни одржаа лекција како се станува граѓани на ненационалист, тука не мислам на политичарите, а ние се уште се депаме со знамења, мали и големи македонци, а кратците конституираат собрание е моја чудесна Македонија. Со ова што го прочитавме од Лилјана, всушност го завршуваме овој дел на емисијата Очи во очи и последното издание за 2016 година. Очи во очи повторно ќе ги видиме во 2017-та, тоа е за неколку дена, нема да е крај на свет сигурно утре, но истовремено ќе се видиме јас и вие повторно во 18 часот. А за тогаш ве замолувам да си направите
Еве една кратка листа на желби кои што ги имате, дали се тоа за вас, дали се тоа за другите, или пак можеби за државата или за се она што се случува околу нас, кои ќе му ги кажете на Дедо Мраз, кои ќе се обиде да ги пренесе таму каде што треба да бидат исполнети. Се гледаме во 18 часот.